Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Диагностиката на болестите на срцето започува со разговорот со пациентот. Но за да се открие причината за симптомите, потребно е да се направат и дополнителни испитувања. Од едноставно ЕКГ и ехокардиографија до калциум скор, КТ-коронарографија, магнетна резонанца и коронарографија. Кога се прави кој преглед и што тој може да покаже? Дали се неопходни лабораториски анализи на крвта? За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Саша Ќаева Анастасова, кардиолог. Останете на Телма, а вклучете се и со ваши прашања во програма. Во денешната Телма амбуланта го поставуваме прашањето: како се диагностицираат болестите на срцето? Гостинка во студиото ни е доцент доктор Саша Ќаева Анастасова, кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија. Добар ден и добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам на поканата. Кога ќе дојде пациент со некаква градна болка или пак ако се сумнева дека има некаков проблем со срцето кај кардиолог, прегледот започува со разговор. Така е. Што се можете да добиете како информација од одговорите што ги добивате од пациентот на прашањата што вие им ги упатувате? Така. Благодарам на прашањето. Секој пат кога ќе се судиме, нели, пациент ни доаѓа во амбуланта, мора да се жали на некаков проблем. Најчесто тоа е од кардиолошки аспект, градната болка, гушењето, стегањето во гради, притисок и така натака. Земаме една добра анамнеза на пациентот. Анамнеза значи разговор со пациентот. Го распрашуваме за главната симптоматологија, што го натерало да дојде на доктор, зашто се обратил во амбуланта, и го распрашуваме за карактерот на болката. Ако се жали на градна болка, најчесто е таа причината за посета во нашите амбуланти. Ако е градна болка, каков е карактерот на болката, каде се јавува болката, колку долго трае болката, дали има тенденција да се шири према рамениците, према вратот, дали се јавува чувство на гадење, на повраќање, на препатување, дали е пропратено со неправилен срцев ритам, дали има симптоми на гушење, дали се развиле отоци. Значи, сето тоа го правиме со кратки прашања. Тоа се велиме ние главните тегоби на болеста. Кратко да речам, обработуваме. Потоа го сегашната болест на пациентот, прашуваме од кога датираат сите овие симптоми, нели, колку долго пациентот се жали на симптоматологијата. Потоа правиме една анамнеза во смисла на минати заболувања кај пациентот, да видиме дали во позадина има повеќе ризик фактори кои што би можеле да не наведат на кардиоваскуларно заболување, во смисла на покачен крвен притисок, покачени масти во крвта, дали е пушач пациентот, дали има дијабет тип 1, тип 2 и секако дали има фамилиарно некакво оптоварување, што не е многу битно, за да знаеме дали како ризик фактор ќе ни го мултиплицира ризикот за идна кардиоваскуларно коронарно случување. Потоа следи физикалниот преглед кај... Значи пациентите треба да дадат конкретни одговори. Успевате секогаш да ги извлечете? Па видете, успеваме ако пациентот... Бидејќи не секој успева да опише што му се случува. Се трудиме на различен начин, бидејќи пациентот некој пат не знае да ја даде со вистински зборови да опише тегобата, па ние го насочуваме, нели, го водиме разговорот. Тоа е суштина анамнезата, да ние практично пациентот го водиме во текот на целиот разговор, да добиеме информации кои што нас би ни помогнале да ја диференцираме болкава, дали е кардиоваскуларна или од друго потекло, значи дали од гастроинтестинален тракт, дали е мускулно-скелетна болка, дали од белодробно потекло, значи успеваме со различна да речем методологија да дојдеме до вистинскиот одговор. Сега секако ќе ни требаат и дополнителни... Некогаш успевате само преку разговор да сватите за што се работи или... Па некој пат успеваме, ако сметаме дека пациентот доаѓа, ако е помлад пациент, каде што да речеме не гледаме сериозност во ЕКГ-то е нормално, нели, електрокардиограмот е првиот оној запис кој што го правиме кај пациентот кога ќе пристапи во амбуланта покрај разговорот. Мериме притисок, мериме витални параметри. Ако видиме дека генерално пациентот е анксиозен и е помлад, без некој ризик фактор, успеваме да практично добиваме еден одговор дека не станува збор за кардиоваскуларно заболување. Ако веќе гледаме дека кај пациентот доминира една симптоматологија која што се провлекува подолго време, ќе ни требаат дополнителни исследувања за да го поставиме да ја поставиме работната дијагноза кај болниот. Секогаш потоа прегледот продолжува со ЕКГ. Неопходно е? ЕКГ-то е неопходно, посебно кога доаѓа пациент на кардиолог и кај ематичните лекари во општите амбуланти неопходен на електрокардиограмот. Тоа е практично електричната активност на срцето во моментот на преглед. Тоа значи електрокардиограмот. Значи, ние имаме во сите амбуланти секако ЕКГ апарат и она ни е најбрз записот го правиме, тој најбрзо ни кажува дали
Во моментот пациентот има акутно, велиме, кардиолошко страдање. Во смисла дали има отстапувања во ритамот, во смисла на побрз, побавен срцев ритам, дали имаме некој степен на блок, дали имаме ST сегмент миокарден инфаркт, елевација, дали имаме некои промени што укажуваат на притисочно оптоварување. Значи ЕКГ-то може да ни даде многу информации уште на првиот преглед контакт со болниот. А нормално ЕКГ значи дека пациентот нема никаков проблем со срцето? Тоа е веќе дискутабилно. Не значи секој пат нормален електрокардиограм дека во позадина не се крие некакво кардиоваскуларно случување. Нормалниот електрокардиограм кажува во моментот дека немаме ургентност. Меѓутоа, врз основа на симптоматологија на болниот, врз основа на клиничката слика на болниот, клиничкиот аспект на болниот, нас ни стојат на располагање низа други методи со кои што ние можеме да потврдиме или да исклучиме една кардиоваскуларна состојба. На пациентот исто така му се мери крвниот притисок. Секако. Се случува ли да биде покачен поради вознемиреност? Најчесто, значи пациентите и кога немаат некаква позадина, да речам, предилекција за висок крвен притисок, секое влегување во амбуланта носи една напнатост, анксиозност и само по себе може да го покачи крвниот притисок, но секој пат тоа го земаме со резерва, нели, го оставаме пациентот прво да влезе во амбулантата, да поразговараме со него, да го ослободиме едно 10 минути, па потоа пристапуваме кон мерење на крвниот притисок, за да во реални услови видиме, нели, дали има елементи на висок крвен притисок или е веќе подстабилизиран пациентот, не е анксиозен, па притисокот не е во рамки на нормала. А преглед со слушалки, со стетоскоп? Секако. Може тие да откријат некакви промени во работата на срцето? Да, стетоскопот ни е една од главните алатки кои што ја користиме во кардиологијата, особено при аускултацијата на срцевите тонови, срцевите шумови, аускултацијата на белите дробови. Покрај тоа што земаме анамнеза на некој пациентот, ода нам следува, нели, физикалниот преглед, односно прво инспекцијата, ние велиме го гледаме пациентот кога влегува, како ни изгледа, дали изгледа на вистина болен човек или пациент кој што е релативно здрав, па пристапуваме кон аускултација, значи аускултираме повеќе точки низ градниот кош за да добиеме одредени информации во смисла на тоа дали има некаков шум, дали има правилна или неправилна срцева работа, значи дали е во нормален ритм пациентот или е во атриална фибрилација, велиме во неправилна предкоморна фибрилација. Правиме аускултација секако на белите дробови за да видиме дали имаме пропратен наод во смисла на влажни срцеви застојни промени ако пациентот се жали на гушење, на отежнато дишење. Аускултираме бели дробови за да видиме дали има некаква форма на хронична обструктивна белодробна болест, можда воспалителен процес, можеби пациентот има дијагноза за астма. Така да аускултацијата и како ни помага во првичната проценка кај нашите болни. А откако ќе се направи ЕКГ, како одлучувате дали пациентот потоа треба да носи холтер ЕКГ? ЕКГ-то прво зависи ЕКГ-то ако е уредно и ако пациентот не се жали на некаква посебна симптоматологија во смисла на неправилен срцев ритам, на чести палпитации, може и холтер ЕКГ-то да не ни е неопходно во моментот. Меѓутоа, ако се работи за пациент кој што чисто пати доаѓа и е со промени во ритамот, во смисла на побрза, побавна срцева работа, чувство на немир во градите, чувство на палпитации, ние викаме на прескокнувања, кои што ги кажуваат пациентите, а не знаат да ги опишат. Во тој случај, кај пациентот може да поставиме холтер мониторинг, значи постојат 24 часовни, 48, 72 часовни холтер мониторинзи, кои што ќе ни дадат одредена информација дали пациентот тоа субјективно чувство кое ние може да не го видиме на ЕКГ во моментот на преглед, че тие екстрасистоли, предвремени прескокнувања може да не ги видиме, тој да ги дава како субјективна тегоба, ќе ги видиме на 24 часовниот холтер мониторинг. Откако ќе го исчитаме холтер мониторингот, ќе видиме колку има предвремени пречекувања од предкомори, од комори, дали постои некаков блок, дали постојат епизоди на забрзана срцева работа или забавена срцева работа, ќе ни даде низа информации холтер мониторингот и врз основа на тоа пациентот ќе го повикаме на контролен преглед со резултатот за да одлучиме како терапевски ќе го следиме. Додека пациентот носи холтер, потребни ли се периоди на мирување, па потоа раздвиженост, можеби да се качува по скали? Што им советувате? Како треба да изгледа однесуваат како во секојдневниот живот? Значи носењето на холтер, дали е холтер за притисок, кој што прави мониторинг на висок крвен притисок или холтер за ритам, пациентот треба само да е дисциплиниран, она што ќе биде поврзано како уред, нели со електроди на самиот пациент, да внима да не ги одлепи. Иначе однесувањето треба да биде како во секојдневниот живот. Она што го одењето на работа, подготвувањето дома, физичката активност да му биде секојдневна идејата секојдневната за да видиме ние во кој период од денот при секојдневните активности он има некакво пореметување во ритамот.
Така, значи го следите ритамот. Го следиме Всушност, ритамот тука се 24 следи. часа и дење и ноќе и во спиење, што не е многу битно, дали прави паузи во спиење, кога се жалат на вртоглавици, кога се жалат на една нестабилност по возрастните пациенти, Холтер мониторингот ни е битен за да видиме дали он во услови на спиење побавно спроведува атриовентрикуларниот чор и тие паузи можеме да ги детектираме на Холтерот. Тоа после ќе ни биде индикација дали кај пациентот да ставиме апаратче кое што ќе координира активноста меѓу предкоморите и коморите. Значи се детектираат аритмии. Апсолутно. Така, сега ехокардиографијата е како еден златен стандард во диагностицирањето на болестите на срцето. Дали секој пациент ќе го прегледате со ехо? Кога ќе се јави во кардиолошката амбуланта? Видете, кај нас сега кога нели од кога ќе го прегледаме пациентот со анамнеза и физикален преглед ЕКГ, проценката е секој пат врз основа на тоа на коморбидитетите што ги има самиот пациент. И ургентноста. Ехокардиографијата е една неинвазивна, репетитивна метода која што ни дава многу информации, меѓутоа ургентноста нејзина е во одредени состојби. Значи, ако имаме, се сомневаме на дисекција на аортата, каде што имаме расцеп под зидот на аортата, кој што е една многу ургентна состојба. Ако имаме услови на тампонада, претечка тампонада кај пациентот, тоа е голем перикарден излив кој што не дозволува да срцето се отвори и да пумпа добро. Ако имаме белодробна емболија, ако имаме да речам една срцева слабост која што е на гушење, една алармантна клиничка слика која што не ни е јасна, тогаш има ургентност ехокардиографијата. Сите други пациенти можеме да ги закажеме во термин, нели? Како што го закажуваме коронарниот стрес тест, која што не е алатка за да практично направиме скрининг за коронарна болест кај здрава, условно здрава популација, така и ехокардиографијата. Постојат состојби кои што се ургентни, за кои што мораме да ја вклучиме веднаш, ехокардиографијата ни помага. Постојат и состојби каде што ехото тековно ќе го закажеме и ќе ни даде информации, низа информации, значи за состојбата на болниот. Дава доволно информација ехото за поставување диагноза? Дава доволно информации, да речам, многу полезна алатка за тоа што ни дава моментот морфологијата, структурата, големината на срцевите шуплини, како на десното, така и на левото срце. Ни дава можност за проценка на снагата, пумпната снага, ежекционата фракција, не велиме, нели, колку е издржливоста, односно снагата на срцевиот мускул, колку е здраво. Може да направиме проценка на залистоците, посебно ако при аскултација чуеме некаков шум, особено ни е битна ехокардиографијата кај тие болни да потврдиме дали се работи за некаква стекната срцева мана, значи најчесто кај повозрастни пациенти имаме аортна стеноза, митрална регургитација. Ни помага кај пациенти да поставиме сомнение за белодробна емболија, како што кажав, значи отстапки во десно срцевата функција. Ни дава можност да ја видиме срцевата кеса, дали околу нејзе има течност, да видиме дали има некакви туморозни формации. Ако се поретки, сепак ехокардиографијата на како прва неинвазивна метода и тоа како ни помага за понатаму да го проследуваме низ други методи пациентот. Во кој случај пациентот има потреба да направи стрес тест, односно да ја процените работата на срцето при физички напор? Видете, стрес тестот е една метода која што е често користена и експлоатирана кај нас на клиниката и е една убава диагностичка метода кај пациенти кои што се релативно здрави, а кај кои што сметаме дека постојат ризик фактори да они развијат во иднина кардиоваскуларно некакво несакано случување во смисла на коронарна артериска болест. И тие пациенти или кои што се хипертоничари, кои што имаат висок крвен притисок, кои што имаат покачени вредности на шекерот во крвта, а се релативно млади зборувам за пациенти кои што се меѓу 40 и 60 годишна возраст, значи една група на пациенти кои што се работоспособни, се витални, ако имаат некаква нелагодност и неразјаснета градна болка, а ние сакаме да ја процениме нели со тест на оптоварување, и ако имаат, како што кажав, повеќе ризик фактори, ако се пушачи, ако имаат високи масти во крвта, и практично правиме, тоа е тест ергометриско оптеретување, тоа е тест на каде што пациентот го ставаме на трака или на велосипед и правиме оптоварување зависно од возраста на пациентот, зависно од полот. Имаме скалила по кој што се определуваме колку пациентот треба да изоди за неговата возраст и за полот. И одредени параметри заради кои што ќе го прекинеме тестот, нели, и одредени параметри заради кои што не е контраиндициран тестот. Значи има некои што не смеа да го направат. Има и пациенти кои што се не треба. Или нема да може да го издржат до крај. Нема да може да го издржат, значи затоа велам проценката е индивидуална. Ако е пациент на 70 годишна возраст, кој што е со отоци на нозете, кој што е со потешко дишење, кој што имаме потврдена срцева слабост, тој пациент не може да го издржи стрес тестот. Тоа е сепак едно ниво на оптоварување кое што пациентот нема да може да го изоди. Значи проценката ја правиме до кое ниво и кај кои пациенти индивидуално, најчесто велам кај релативно здрави пациенти
или пациенти кои што се стентирани, па сакаме да направиме контрола после неколку години дали проводноста на стентот е добра, го ставаме на тест на оптоварување да видиме дали кондиционално се уште добро се држи покрај тоа што има нели стент. Така, што со ние здрави лица кои што треба да го направат стрес тестот, но се во лоша кондиција? Како проценувате дали лошата кондиција е всушност причина за тоа што не може да го издржат стрес тестот или пак е некаков проблем со срцето? Видете, проценката дали ќе го пратиме пациентот на стрес тест, некој пат ако пациентот може да изгледа дека е добар, макар релативно добар да може, па не соработува и не можеме да го направиме стрес тестот. Значи немаме соработка со пациентот. Треба и соработка да постои. Треба и соработка да има, треба да ја прати лентата, треба да ја пружи раката да измериме крвен притисок, треба да свати дека тоа тест на оптоварување. Значи идејата е да ги измориме пациентите и да почувствуваат, затоа што ние преку стрес тестот добиваме низа информации како во однос на крвниот притисок, на срцевата фреквенца, кондиционоста на пациентот, добиваме информации во смисла на промени на ЕКГ-то кои што ги следиме динамично со сестра и лекар и проценуваме дали има ризик за коронарна болест. Пациенти кои што не можеме да ги оптовариме на трака или на велосипед, имаме и други методи кои ни стојат на располагање. Ако процениме дека не сите се расположени да го направат стрес тестот. Не сите се расположени, се согласувам и тука ни стои на располагање стрес екокардиографијата, миокардната перфузиона сцинтиграфија. Тие се исто медни методи кои што можда и не се толку експлоатирани кај нас значи како дијагностички на прва рака, меѓутоа ни помагаат и така кај пациенти кои што потешко соработуваат на лента. А кога се прават лабораториски анализи преку крвта и кои параметри всушност ги анализирате при поставување на дијагноза за некакво срцево заболување? Лабораториски анализи ни стојат многу на располагање. Прво, ни е битно ако пациентот ни доаѓа во една, да речам, релативно здрава кондиција, здрав аспект ако има во амбуланта, треба да се направи, ако се жали на градна болка, секако тропонинот ни е првата алатка и кардијални интензиви кои што ни се на располагање во нашата ургентна амбуланта за брза анализа на проценка на градната болка. Но не секој пат лабораторијата како лабораторија треба да биде единечно разгледувана. Секој пат треба во корелација со ЕКГ да се прави и во корелација со клиничкиот аспект и типот на градната болка кај пациентот. Значи не доволно се направи крвна слика да видиме каков е тропонинот и да се донесе заклучок за што се работи. Значи тропонинот може во првиот час, во првите 2 часа да биде негативен. Иако пациентот жален интензивна градна болка, но ние го мониторираме пациентот. Значи го ставаме во дневна болница, имаме триажен центар. Во дневна болница го мониторираме, го правиме ЕКГ-то на 15 до 30 минути, значи го следиме динамично како ќе биде електрокардиограмот и вадиме повторна анализа 2 часа за да видиме дали таа ќе биде во пораст. Значи се повторува. Се повторува. Значи анализата ја повторуваме и ако прогредира градната болка, ако анализата се покачува, тогаш апсолутно имаме сомнение дека станува збор за исхемична, значи за градна болка која што е ангинозна, велиме ние, е од кардиоваскуларно потекло. Покрај тропонинот, секако една влезна лабораторија ни е неопходна. Значи, кај пациентот е на крвна слика, ако имаме можност да одредиме холестерол, ниво на масти, значи, ако има пациентот дава податок дека има покачени масти, ако е пациентот диабетичар, и тие ни стојат на располагање. Секако тука и натриуретскиот пептид НТ-ПроБНП, тој ни е многу битен кај пациенти кои што се жалат на едно гушење, на една тахикардија, на една забрзана срцева работа и тој ќе ни даде податок дали имаме срцева слабост. Електролитите во брезите, значи натриумот, калиумот, уреата, креатининот, гломеруларната филтрационарата, се тоа ни се влезни параметри за пациентот во каков ризик е да направи кардиоваскуларно некакво случување. Значи широка лепеза од лабораториски анализи е потребно да се направи, а што ако е тропонинот покачен? Дали тоа со сигурност значи дека пациентот има инфаркт? Не, значи покачувањето на тропонинот изолирано не е секој пат да кажеме еве пациентот ќе развие инфаркт или пациентот има ангинозна тегоба. Пак ќе кажам, секој пат е во корелација со електрокардиограмот и во корелација со клиничката слика на болниот. Тропонинот може да е покачен при низа други состојби. Може во услови на акутна белодробна емболија, значи во услови на дисекција на аорта, во однос на кардиоваскуларните, кажам, заболувања, во услови на една септична состојба, на инфекција, бубрежна слабост, анемија, значи низа состојби може да направат да тој биде покачен. Меѓутоа што е битно? Е битно да ја следиме неговата динамика. Ако тропонинот кај пациентот во првиот час ни е 20, а се зголемува за 5 до 10 пати, значи ако 1000-2000, тоа високо сугерира дека пациентот е наш кандидат, дека е кандидат за да направи идно кардиоваскуларно случување и ќе направи секако промени на ЕКГ-то.
Некако ќе се јават промени. Кога го следиме пациентот, болката ќе влошува, пациентот ќе направи динамични промени некако. Во тој случај секако тој пациент го хоспитализираме и понатаму го триажираме за понапреднати инвазивни процедури. Како се поставува дијагноза кај ургентни итни пациенти кои што доаѓаат и велат дека имаат силна градна болка и се сомневаат на инфаркт? Значи прво ЕКГ-то, секако ЕКГ-то значи мора ЕКГ мора да се направи затоа што и пациент и да некој пат се случува да пациентите залутаат супати кај нас и да кажат да му е упатот за неврологија, се жали на градна болка. Вие не можете да вратите пациент кој ќе влезе на кардиологија и се жали на градна болка без да направите ЕКГ. Нека не е кардиолошки болен, значи ваша обврска етичка, морална како мора да направиме ЕКГ, да исклучиме дека во моментот кај пациентот нема ургентна кардиолошка состојба. Тоа е секогаш првиот чекор, секогаш не првиот чекор. Значи додека ние разговараме со пациентот, тоа се случува во минути. Значи ние во кардиологијата немаме време да правиме сите работи поединечно. Пациентот влегува, ние го распрашуваме, он веќе е соблечен, маичката е соблечена и е поставена електрокардиограмот. Додека се слика, ние гледаме во мониторот дали таа градна болка укажува на некоја сериозност на ситуацијата. Ако сте сегмент миокарден инфаркт, тој веднаш ќе покаже. Значи електрокардиограмот веднаш ќе даде промени. Но може ли да не даде промени? Може да не даде. Може да не даде. Може да не даде ако е во многу рана фаза од градната болка. Може да се јават ние викаме островрвни те бранови кои не секој пат ни се јасни дали ќе во правец на еволуција на инфарктот, затоа и постои тој триажен центар и дневна болница кај нас. Да ние го следиме пациентот динамично, да правиме анализи, да го обезболиме, практично дадеме и аналгетик, да дадеме антиагрегациона терапија и да видиме во кој правец ќе ни се движи болката. Таквите пациенти кои некој пат и да немаат промени на ЕКГ, тоа се со многу ризик фактори и ги задржуваме. Значи, не секој пат мирно ЕКГ или неразвој на ЕКГ укажува дека пациентот нема сериозност на кардиоваскуларна состојба. Добро, се вака да разјасниме, значи доаѓа пациентот, се жали на градна болка, правите разговор, ЕКГ, се сомневате на инфаркт и потоа го примаме пациентот. И толку. Не е толку. Не во однос на дијагноза, дали треба уште нешто да се направи или директно третирање? Значи све ни стои на располагање. Така? Значи од анализите што ни се влезни, што ви кажав, тропонинот и кардијалните маркери и влезната лабораторија, ние можеме да го хоспитализираме, да го мониторираме и да му направиме ургентна бедсайд ехокардиографија, ние велиме да исклучиме дали има некаква ургентност во смисла на дисекција, расцепување на зидот на аортата, во смисла на белодробна емболија и таа може да оди со градна болка да не дава промени на ЕКГ-то. Има други ургентни кардиолошки состојби кои што ехото пак ни помага да се надополниме во кој правец ќе ја движиме работната дијагноза. Ако пациентот во тек на хоспитализација значи направи во тие наредните половина час СТ сегмент елевација, веднаш превземаме интервентна процедура, односно коронарографија, која е 24 часа на располагање на клиниката за кардиологија. Може ли некогаш веднаш да се приде на коронарографија? Апсолутно, ако е акутен миокарден инфаркт со СТ сегмент елевација и е дојден во многу ран временски период од појава на градна болка, тие пациенти имаат и многу добра прогноза, имаат и многу добар терапевски исход. Значи колку порано пациентот кој ќе пројави градна болка која не му е позната до сега, таа е многу интензивна градна болка. Таа е во форма на стегање, на печење која што трае подолго 20-30 минути, ќе го натера болниот да се јави на доктор. Ако се појави во првите половина час, ние веднаш го дијагностицираме електрокардиографски, го симнуваме во сала за интервентна кардиологија и правиме практично дијагностика, значи ги сликаме крвните садови, гледаме каде е проблемот и веднаш правиме интервенција, односно ја отвараме, ја наоѓаме причината за проблемот кај пациентот, односно тромбот, згрчувањето, кое било причина за миокардниот инфаркт. Значи зависи на која артерија, има две коронарни артерии, десно и лево стебло, и веднаш ургираме со поставување на балон дилатација и имплантација на стент. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани, добре дојдени се и вашите искуства на оваа тема, но и прашања секако. Ние продолжуваме понатаму коронарографијата, како изгледа, дали се прави со анестезија, без анестезија, дали е болна, колку е стресна за пациентот? Видите, коронарографијата веќе на нашата клиника со години се работи како рутинска процедура. Сега имаме дијагностичка коронарографија и ургентна коронарографија за која што говоревме пред неколку минути. Таа е онаа која што имаме лекар на повик и цел тим на сестра, лекар, кој што во секој време од 24 часа е отворена лабораторијата и пристапуваме со ургентност кај пациенти кои што имаат миокарден инфаркт, кои што имаат нестабилна ангина, кои што имаат малигни пореметувања ритам, резистентна градна болка и така натаму. Како процедура не е болна, ја правиме со локална анестезија.
се работи преку трансрадиален пристап, значи се боцка радиалната артерија, начесто на десната шака, со локален анестетик, да практично можеме, нели, влезната пункција, нели велиме боцкањето, да биде безболно за пациентот. И преку радиалната артерија се влегува со катетри, имаме диагностички и терапевски катетри, преку кои што правиме сликање на крвните садови, значи пациентот е цараме во една легната позиција, без општа анестезија, во комуникација со лекарот, со сестрата, и се сликаат крвните садови. И во моментот се донесува одлука дали има потреба за пациентот да му се прави понатаму процедура за која што му се објаснува, нели секако дали има проблем или нема. Значи постојат 3 сценарија како можеме ние да ја завршиме диагностичката процедура, да пациентот нема потреба од интервенција, да крвните садови се мазни, немаат наслаги. Постои опцијата каде што пациентот ќе добие 1, 2 или повеќе стентови и третата, најнесаканото сценарија да ја пациентот оди на бајпас интервенција кога имаме повеќе садови на коронарна артериска болест, каде што не можеме да пристапиме со еднократно стентирање на артеријата. Дали пациентите се понекогаш ознемирени за време на изведувањето на коронографијата? Треба ли да бидат смирени, мирни, Па да не мрдаат додека треба да се смирени. Знаете како, не колку да тоа рутински го работиме, кога си од другата страна не е баш тоа така, нели, за секого пријатно. Сепак една процедура која што е со зрачење, со контраст, значи даваме контраст, и пациентот, особено жените, некој па знаат да бидат повознемирени и може да дадеме и премедикација, ние велиме, може да дадеме и диазепам непосредно пред самата интервенција, да направиме малку разговор со пациентот, да му го информираме за текот на интервенцијата. И ако ние пациентот успееме да го релаксираме и да го водиме разговорот како да тоа е рутинска постапка, тој нема да чувствува напнатост и страв. Значи, некој пат е и самиот тим, нели, лекарот и сестрата е многу битен како дел од самата интервенција за да помине во најубав тек, а некој пат и пациентот бараме соработка, нели, да не се чувствува во еден грч, да можеме да поминеме со катетрите. Знае да се случи некој пат кај пациентите да направат спазам, ние велиме на артеријата, па да не можеме да поминеме со материјалите да стигнеме до срцевите залистици. Да, како некогаш кога вадат крв, па не може да земат крв, меѓутоа пробуваме, нели, со разговор со миорелаксанс малце, да успееме да го опуштиме пациентот за да може да ја завршиме самата процедура. Се плашат пациентите од оваа диагностичка или пак интервентна процедура? Не, ако сепак ти кога треба да се прави таа и е во интерес на нивното здравје да се направи проценка, ако вие им пристапите како што треба им објасните дека самата процедура е краткотрајна, 15 на 30 минути зависно дали правиме диагностика или терапевска интервенција, мислам дека вака во најголем дел од пациентите го сваќаат многу, да речам, разумно. Значи го прифаќаат како дел од терапијата, лекувањето кај самиот пациент. Се плашат од ризиците, повреда на крвен сад и слично? Па се плашат, меѓутоа самата трансрадиална пункција и интервенција е толку мала артерија што практично компликациите се сведени на минимум. За разлика од претходните години, пред 15 на години се работеше повеќе трансфеморалниот пристап. Тоа значи преку препоните? Преку ципата, преку препоните. Тоа е поголема артерија феморалната и тука треба малце подолго да се држи притисок, да се направи на артеријата за сопрекрварењето, може да се јави хематомче, да се јават повеќе компликации него преку раката. Така да во таа смисла е олесне, за нас е потежок како пристап, бидејќи ви кажав се помали артерии, почесто спазам знаат да направат, да не се потешки да дојдеме до самите крвни садови, но за пациентот е, да речам, позгодно уште за 2 часа од оловување на преврската, он попладнето може да си оди дома. Значи, тоа е голема предност. Да, тоа е голема предност, не мора да држиме кеси, да го мониторираме местото на пункција ако е феморално. Пациентот ако во најдобар тек помине диагностиката и интервенцијата, може попладнето веќе да си оди дома. Во кој случај пациентот има потреба за магнетна резонанца на срце? Магнетната резонанца на срцето е една многу убава алатка, многу, да речем, корисна, не е толку експлоатирана затоа што, да речем, кај нас не дека ние немаме патологија и болни заради кои што можеме да назначиме да се прави магнет на срце. Значи имаме помалку радиолози во државава кои што ја работат баш таа патологија. Малку се чека, меѓутоа успеваме кај дел од пациентите што ни е битно да поставиме диагностика да ги пратиме на магнетна резонанца. Тоа е едно снимање кое што ни дава информации за низа состојби кардиоваскуларни, бидејќи не се гледа само анатомијата и структурата, туку и генерално сите обвивки од срцевиот мускул, перикардот, миокардот, ендокардот, значи целокупно имаме представа
за срцевата структура. Во смисла на воспалителни, особено заболувања, ако има миокардит, кај една млада особа, се сомневаме врз основа на клиничката слика на воспалителните маркери, врз основа на отстапки во ехокардиографијата, да го насочиме. Тоа е воспаление на срцевиот мускул, миокардит. Тој и то како ни кажува во акутната фаза дали има воспаление, дали имаме оток, едем, дали има на срцеви, на миокардот, значи на миоцитите, на срцевите клетки. Ни покажува миокардната магнетна резонанца дали има лузна од претходен миокарден инфаркт, од претходен прележан срцев удар. Ни дава информации за туморозни формации во срцевите структури. Ни дава информации дали има некаков тромб, значи информации за срцевата кеса, значи дали имаме констриктивен перикардит, дали имаме некои инфилтративни промени, значи имаме инфилтративни саркоидозата, хемохроматозата, Фабриевата болест, значи амилоидозата е многу актуелна. Тие се сите хипертрофичната кардиопатија која што апсолутно магнетна резонанца многу ни помага во поставувањето на вистинската дијагноза. Понекогаш на крвните садови има наслаги од калциум. Не само на крвни, негош и на срцевиот мускул може да ги има тие наслаги? На крвните садови. Само на крвните садови. Сега има еден тест кој што се нарекува калциум скор. Така е. Дали со него се мери токму ова? Наслагите од калциум скорот е вака доста актуелен и во последно време многу често доаѓаат резултати на пациенти кои што го прават. Калциум скорот е практично една метода која што е компјутерска метода која што се прави без контраст, за разлика од КТ ангиографијата, каде што користиме јоден контраст. Калциум скорот практично ни кажува колкава е нивото на калциум по должината на коронарните крвни садови, колку се тие калцифицирани. Постои еден скор кој што ако е 0, тоа не значи дека пациентот нема атеросклероза. Ние од раѓање, значи имаме некаков тек на стварање на наслаги на крвните садови. Значи атероматозата почнува од најрана возраст. Во каков правец ќе се движи, како ќе се таложат мастите, зависи многу од генетската предиспозиција на пациентот, зависи од начинот, лајфстајлот, начинот на живот. Атеросклерозата ќе ја детектираме со КТ ангиографијата, а калциумот ќе го детектираме со калциумскиот скор. Ако е 0, тој кажува дека нема калциум по должината на крвните садови, не кажува дека нема атероматозни наслаги. Ако е од 0 до 100, тој велиме пациентот е со низок ризик. Ако од 100 до 300 е со некој умерен ризик, веќе над 400, калциумот ни кажува дека практично имаме зголемен ризик кај тие пациенти. Значи високиот калциум над 400 кажува дека пациентот има зголемен ризик во однос на другата здрава популација за итни кардиоваскуларни случувања. Се случува пациентите да добијат резултат 0 и да речат супер, јас сум здрав? Се случува. Се случува, а да во позадина пациентот има ризик, значи тука ни стојат тогаш и другите неинвазивни методи на располагање. Стрес тест ќе му направиме кај пациентот. Тест на оптоварување да видиме како е кондициона. Имаме КТ ангиографија. Ќе му направиме ехо. Дали се поопасни и оние наслаги кои што содржат калциум во себе или пак меките наслаги? Меките. Меките кои што може да се всушност детектираат со КТ ангиографијата. Така. КТ ангиографијата е една софистицирана метода која што ја правиме кај пациенти кои што се со низок или со умерен ризик, кои што како што кажав ако се пушачи, ако имаат седентарен тип на живот, ако имаат високо ниво на холестерол кој не е контролирано со медикаменти, ако се со висок крвен притисок, тие треба да направиме КТ ангиографија, бидејќи КТ ангиографијата ни е една метода која што ги дава, анатомијата ни ја дава на крвните садови, ни дава и дали по должината на крвните садови имаме наслаги и во колку се опсежни тие наслаги, колку се, значи, дали се меки, најчесто и тоа е улогата на КТ ангиографија да ни даде податок за тоа колкаво е стеснувањето низ коронарните крвни садови. Може да даде некој пат ќе ни даде информација дали има и дисекција на крвните садови, дали има аневризматски проширувања, значи анатомски, дали има некаква аномалија, значи КТ ангиографијата ни дава многу модалитети во. Како се прави КТ ангиографијата? Таа се прави компјутерски. Повеќето смета дека само со коронарографија може да се забележи стеснување на крвен садов. Не, коронарографијата е златен стандард. Тука немаме дилема. Коронарографијата не е инвазивна процедура, ова е неинвазивна процедура. Значи венски се дава контраст кај пациентот. 15 до 30 минути трае снимањето на една подвижна маса и практично се прават пресеци компјутерски, поминува значи тоа е компјутеризирана томографија и контрастот практично проаѓа низ крвните садови и ни дава визуализација за целата анатомија на крвните садови и за степенот на стеснувањето. Значи таа не е болна процедура, е лесно изводлива и ни дава една информација за што понатака да правиме ние со пациентот. Речеме, ако пациентот има
замастување од 70%, значи ако е висока степена стеноза ние велиме, тогаш пациентот ќе оди на инвазивна процедура, ќе оди на коронарографија. Во тој случај Тоа е границата 70%? 70. Над 70 веќе сметаме дека се значајни стеснувања, кај кој што кај пациентот е потребно да се направи доевалуација. Че тогаш не треба, особено ако кај пациентот има многу ризик фактори. Ако се жали на градни болки кои се угат на напор, значи да речеме претходно пациентот си ги обавува своите активности без потешкоти. Се ако ви дава податок дека на 5 спрат му е потешко да се качи или водно му е тешко да го качи, а го правил претходно, значи веќе имаме една ангинозна тегоба која што ни е плюс да речам причина. Кој на КТ ангиографија добиваме позитивен нели висока степена стеноза, ако пациентот има ризик фактори, апсолутно ќе му направиме коронарографија. Што ако пациентот има симптоми, има градна болка, но и покрај тоа сите резултати од испитувањата се нормални? Знаете како, ако видиме дека пациентот е со низок ризик, сме направиле стрес тест, сме направиле ехокардиографија, сме направиле холтер мониторинг, стрес еко, и сите тие се негативни. Значи ќе бараме друга причина за, можеби не е кардиолошка причина. Може да се бара причина во смисла на болест од мускулно-скелетниот систем, една спондилоза, некој пат деформитети на граден кош или една промаја може да даде градна болка која што се испреплетува со нашава симптоматологија. Болести од страна на гастроезофагиалниот тракт, значи во смисла на еден рефлукс, рефлукс низ езофагусот, киселините, враќањето во желудникот. Некој пат желудичната болка може да имитира, гастритот може да имитира една градна болка. Значи, ако видиме дека пациентот е со минимално, значи со никакви кардиоваскуларни ризик фактори, сме ги направиле сите дијагностички процедури, секако и ги сме исклучиле, ќе бараме друга причина за градната болка. Имаме гледачи кои што ќе се вклучат во продолжение на денешната телмамбуланта, ќе ги замолам да бидат што поконцизни со прашањата во интерес на времето, бидејќи имаме уште многу малку минути до крајот на денешната телмамбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторката Саша и до сите гледачи на Телма телевизија. Ви благодарам. Имаме едно прашање со оглед на тоа дека многу наши млади граѓани и сограѓанки од рани години почнат да пушат, како да не се свесни за проблемите кои може да настанат покасно од аспект на кардиоваскуларни заболувања. И тоа е едното прашање, кои се опасностите што ги демнат младите луѓе да постигнат и континуитет по повеќе од 20-30 години да пушат. И второто прашање е дали пешачењето е препорачливо кога се имат кардиоваскуларни проблеми, бидејќи Кочани изобилува со една преубава стаза за пешачење северно од градот према Брана за Граче. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за вклучувањето во денешната емисија, повелете. Благодарам на прашањето. Пушењето апсолутно никако. Значи од ниден аспект Истражувањата покажуваат 50% од нашето население. Многу висока бројка, за жал јас бев и во собрание на една дебата кога се расправаше за законот за пушење, бев поканата како кардиолог и го изјаснив мојот став дека тоа ни електронски, ни ајкос, ни вајп, ни ништо од тоа не треба да се консумира. Особено младата популација, тоа е толку широко достапно, поразителни ни се бројките. Пушењето е ни пасивно, ни активно, апсолутно ние сме многу против. И генерално лекарите сите ние сме поборници за тоа да никотинот да биде на нула. Значи пациенти знаат да прашаат откога имаат некакво кардиоваскуларно збинување, докторке дали можам да пушам барем 5 цигари? Ни 5, ни 10, не. Значи не треба да пушат. И првата опомена што ја добиваат во болница, ако прележат миокарден инфаркт и добијат стент, они треба да знаат дека тоа е црвен картон. Значи пушење никако. Значи средување на животни навики, промена на животен стил и цигарите никако. Ги оставаат? Дел да, дел не. Поразително, ако видите, ја бас вчера бев дежурна, пациенти кои што се со се уште присутни во болница, лежечки, кои имаат браунила на раката, биле интервенирани претходниот ден се со цигара пред кардиологија. Како да ви кажам, може лоша реклама правам на кардиологија, ама реалноста е таа, вие може да разговарате, меѓутоа свесноста на секој индивидуално како ќе превземе нели ќе води сметка за своето здравје, вие може да зборувате, меѓутоа свеста е различна кај сите. Така индивидуална е одлуката, тоа е. Индивидуална е одлуката. Значи цигарите апсолутно се најголем ризик фактор за инфаркт, за белодробни заболувања, за канцер. Значи
Во однос на пешачењето, да одговорам на гледачот, пешачењето апсолутно секојдневна физичка активност, 30 до 40 минутна, зборуваме физичка активност, убаво пешачење, значи аеробна физичка активност. Дури ако пациентот имал некакво... Да, и ако имал. Односно гледачот имал некакво кардиолошко заболување, можеби инфаркт? Да, пациентите се насочуваат како да постепено ја зголемуваат, нели, физичката активност према нивната моментална кардиоваскуларна состојба. Значи ги пуштаме дома. Тоа не значи дека ако ние ги пуштиме пациентите дома не треба да лежат во кревет и да престанат со секојдневните активности, таман работа. Денеска медицината е толку напред, методологијата и процедурите се толку напреднати да ние пробуваме пациентот што порано го вратиме во работоспособност, да се врати на работните обврски после недела две и да постепено ја зголемува физичката активност. Значи одење порамно, имате кеј, имате стази за пешачење, са не да тргне точак да вози вториот ден од прежен миокарден инфаркт, меѓутоа да апсолутно пробува да се врати во секојдневието како што претходно практикувал, нели? Нема забрана. Меѓутоа адаптација на физичка активност према можностите на пациентот. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да поставим едно прашање. Повелете. Се работи за пациент со атриална фибрилација, веќе околу 6 години. Пробано е со терапија, со све направено е тоа електрошок. После електрошокот е смирено, али за 3-4 дена повторно се враќа атриалната фибрилација. Сега не интересира кои други методи има за лекување и за диагностицирање на ова и дали магнетната резонанца е препорачлива за ваков пациент. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Што можете да советувате? Интересно прашање. Пациентот предпоставувам дека бил во неправилна срцева работа, па колегите се одлучиле да го примат за, ние велиме, кардиоверзија, она што пациентката вели со електрошок, тоа е кардиоверзија практично. И пациентот се враќа извесно време во... Се прекинува работата на срцето и потоа... Се рестартира. Ајде така, да биде поедноставно, се репрограмира, да влезе во нормален синусен ритам. Дел од пациентите успеваме да ги задржиме во нормален ритам со кардиоверзијата, дел од пациентите како пациентот се враќа повторно во аритмија. Постојат и други методи. Прво, треба на нашата клиника секојдневно има аритмолошка амбуланта и тие пациенти практично се лекуваат кај колеги кои што се работат на оваа проблематика, аритмолози. Покрај холтер мониторингот кој што го спомнавме за ритам, кој што може да се стави кај пациентот да видиме дали он цело време е во неправилен срцев ритам или повремено е во нормален ритам. Потоа може да се направи електрофизиолошка студија. Таа е една метода која што се поинтензивно ја практикуваме на клиниката за кардиологија. Тоа е практично се прави со останување во болница, нешто како коронарографијата, со еднодневен престој во болница, се прави диагностика, значи со повеќе катетри се прави диагностика да се утврди местото каде е причината, тригерот за да се јавува таа атриална фибрилација и се прави аблација, не велиме, се гори јазолот кој што е причинител за таа несакана аритмија. Претходно е потребно пациентот да направи ехокардиографија, да се види структурата, морфологијата на срцевите шуплини, да се види дали постојат некакви промени ехокардиографски кои што го стават пациентот во атриална фибрилација. Магнетот кај оваа проблематика нема да ни даде некоја да речам промена која што ќе ни биде значајна во понатамошниот третман кај болниот. Ова е повеќе проблем на спроводливиот систем, не е проблем на ткивните структури. Така да холтер мониторингот, електрофизиологијата, ехокардиографијата стојат на располагање се до диференцира аритмијата. Кои симптоми пациентот треба да го предупредат дека не треба да чека редовен кардиолошки преглед, туку треба веднаш да се јави? Тоа е она градната болка за која што дискутиравме. Значи градна болка која што додогаш пациентот не ја почувствувал никој пат во животот, таа е многу интензивна градна болка. Чувство на они кажуваат некој пат пациентите како плоча, како менгеме да ми стел некој на градниот кош, како жар, таа е интензивна, јака. Ја градна болка најчесто е со ширење према вратните, према вилицата, према рамењата, према лактите, се ја еден нагон за повраќање. Пациенти кои што наеднаш од полно здравје добиваат чувство на срцебиење, на гушење, на тахикардија, пациенти кои што имаат се препотуваат, имаат ладна пот, имаат нагони за повраќање, тие сите се во една ургентност, да речем. И тие бараат, ако во најмала рака ќе се јави кај матичниот лекар. Значи треба да се обратат обавезно на лекар. Па лекарот би требало секој матичен лекар да има електрокардиограм, би требало да има, нели, за да може веднаш да го упатат на нашата клиника, да не пропуштиме ургентна кардиолошка состојба.
Значи ургентни кардиолошки состојби се белодробната емболија, дисекцијата, значи расцепување на зидот на ортата, миокардниот инфаркт, дали е есте сегмент елевација или пак нонстеми, блоковите, значи тие се се состојби кои што се пропратени со интензивна симптоматологија и бараат веднаш да се препознаат. А се случува ли да речеме пациенти кои што имале проблеми со желудникот, овие симптомите ги поврзуваат со нивните тегоби и да не се јават на време на кардиолог? Многу често. Јас имав еден баш пациент, ми било прашање, млад пациент кој што ми беше пратен од една колешка која што пратен од матичен интернист за редовно препишување на терапијата. Му права ЕКГ колешката во Букурешт и гледа дека нешто од стапо ЕКГ-то, значи пациентот не пројавил никаква симптоматологија претходните месеци, а ние на ЕКГ-то детектираме некакви промени за кои што он не дава податок. Го гледа па колешката на ехо, детектира тромб во левата комора. Значи доаѓа кај јас се погодив да бидам дежурна и јас еве што велите вие, не секој пат може да добиете податок од пациентот за што се случило претходните месеци. Значи се потрудив на секој може начин да извлечам податок за да објаснам целата ситуација, да знам дали пациентот треба да го задржам во болница или да го сватам тоа како едно нормално ЕКГ, кое што не беше наведен воопшто нормално ЕКГ. Пациентот се поврати 3 месеци наназад дека имал една епизода на таква јака епигастрична болка, што вие сега ме прашувате, во желудникот, која што била пропратена со мачнина и со некое лесно стегање во градите и го облила ладна пот. Траело 15 на минути, вика се истуширав и ми помина. Тоа што се случило 15 минути до 30 минути, пациентот имал инфаркт, кој што го поминал на нога, ние велиме. Значи една ургентна состојба која што пациентот ја надминал, бидејќи прагот на болка на сите не е ист. Некој пат сметајќи дека он има гастритис со години и го третирал, не ја препознал дека може да е од кардиоваскуларно потекло. Сега го збринив пациентот, го примивме во болница, пациентот доби стент, значи наредниот ден беше направена коронарографија, беше потврден тромбот, јас го гледав лично, јас го гледав на ехо, тромбот постоеше, че тоа беше на состојба каде што имаме акинезија на врвот. Значи акинезија е неподвижност на срцевиот врв. Тоа се случува во услови на инфаркт на миокардот. И тука имаме задршка на крвта која што може да направи тромб. Значи он имал подолго време тегоба за да тој дел не функционира, значи артеријата е отсутна, 100% затворена, но ние успеавме во тој акт на хоспитализација да ја отвориме коронарната артерија, да го реваскуларизираме пациентот и да го пратиме дома со терапија. Пациент на 45 годишна возраст. Кој што си ги поврзал симптомите со Значи, проблемите со желудникот. Знаете каде треба да сме повнимателни? Тој пациенти кои што се диабетичари, пациенти кои што се жени, они знаат да не пројават така јасна симптоматологија. Жените не се јавуваат дури на време на мажите се кардиолог. покоркачи. Мажите ни се почести пациенти во амбулантите. Ќе ги босне нешто, они трчат во амбуланта. Жените се можеби поиздржливи, можеби сме такви по природа. Они знаат да ја надминат тегобата, да речат ај ќе ми помине, нели? А ако е диабетичар пациентот, тој има диабетска невропатија. Многу често може да биде чувство на замор, чувство на недостаток на воздух, чувство на нелагодност во градите, ама не така интензивна болка. И тие пациенти, ако не се јават на време, они знаат на нога да ги поминат некои од кардиоваскуларните, од инфарктите. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што апострофиравте различни аспекти од дијагностиката, кои што водат до поставување дијагноза за болеста на срцето, но и на крајот што потенциравте колку е важно да се внимава на симптомите што ги имаме и навремено да се јавиме на кардиолог. Ви благодарам. Благодарам на поканата. Ви благодарам, почитувани, и вам за денешното гостување во Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.